Меган Маркл рече дека е најтроланата личност во светот, зборувајќи за нејзиното дugогодишно искуство со сајбер малтретирање за време на посетата на Австралија. Заедно со нејзиниот супруг принцот Хари, Меган го посети Мелбурн на третиот ден од турнејата, каде што разговараше со студентите за проблемот со онлайн малтретирањето. Секој ден во последните 10 години бев злоупотребувана и напаѓана, рече поранешната звезда од серијата Suits. Бев најтроланата личност во целиот свет, додаде таа. Маркл нагласи дека темата за дигиталното насилство е исклучително важна за неа лично. За време на нејзиното обраќање таа го критикуваше и начинот на кој функционираат социјалните мрежи. Таа индустрија вреди $1.000.000, а се базира на суровост за да се добијат кликови и тоа нема да се промени, верува Меган. Таа им рече на студентите дека мора да бидат посилни и да се справат со сајбер насилството. Омилената актерка на многу мажи, Синди Свини, повеќе не е слободна. Гласините за нејзината врска со музичкиот менаџер Скутер Браун беа потврдени откако двајцата споделија заедничка фотографија на социјалните мрежи. На црно-белата фотографија Сидни Свини се смее додека Браун стои зад неа, прегрнувајќи ја. Истиот ден Браун јавно го пофали успехот на актерката, истакнувајќи дека Сидни Свини моментално е број 1 и во филмот и во телевизијата, што многумина го протолкуваа како дополнителна потврда за нивната блиска врска. Гласините за нивната врска првпат се појавија во јуни 2025 година, кога беа видени заедно во Италија пред свадбата на Џеф Безос и Лорен Санчес. Извори блиски до двојката тврдеа во тоа време дека нивната врска се уште не е дефинирана, но дека уживале во заедничкото време и дека врската била опуштена без притисок. Подоцна се појавија тврдења дека врската се развила во нешто посериозно, а блиски извори сега наведуваат дека тоа е вистинската работа и дека врската станала стабилна. Младата поп пејачка Марија Спасовска промовираше дел од новиот албум Седатив, кој треба да излезе во јули. На предпромоцијата за медиумите слушнавме 4 песни за кои Спасовска ги напиша музиката и текстот, аранжманите се на Никола Мицевски и Иван Јованов Ивајо. Спасовска рече дека албумот е личен, инспириран од вистински ситуации и зборови кои ги слушнала низ животот. Беа промовирани песните Седатив, Скопје го сакам ради тебе, која е дует со Давид Темелков, Јас би те љубела и се почнува од почеток. Многу од песните се реални зборови што ми беа кажани лично и така си ја собрав датотеката на стихови и музика, земав по некое искуство од животот. Имам 20 години, но создадов некоја интересна приказна во глава и целиот албум навистина има една мисла, тоа може да се забележи во песните, рече Спасовска. Во битолското кино Манаки вечер и утре вечер ќе бидат приредени две предпремиерни проекции на филмот Железната тврдина на режисерот Митко Панов, единствениот македонски добитник на наградата Златна палма. Железна тврдина е филм за кревки луѓе кои од обична филмска работилница со штитеници на психијатриската болница од Демир Хисар прерасна во долгометражен филм во кој се раскажуваат најчовечките животни приказни. Морален прерогатив на филмот Железна тврдина е подкривање на нивото на свест и информираност со цел на надминување на општествената стигма.